Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. На почетоците секое доење започува со прашањето дали е бебето гладно и колку често да се става на дојка. Притоа постојат два начина на хранење, а тоа е доење на барање на бебето и доење според строго утврден распоред, односно со користење часовник. Што е подобро? Ова прашање ќе го поставам на гостинката која што е со мене во студиото на Телма, а тоа е Јасна Апостолски Николов, сертифициран меѓународен консултант за доење, ако не се лажам, единствена во Македонија со овој сертификат. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. На самиот старт на емисијата можете да ни објасните што е тоа доење на барање. Колку често бебето цица, колку долго трае еден подој, дали се става на дојка секогаш кога ќе заплаче? Како изгледа? Тоа е многу често прашање и многу голема дилема кај сите нови мајки. Доење на барање всушност е она кое што мајките треба да го практикуваат во првиот месец и пол, па дури и 2. Ако се навратиме на тоа дека процесот на развој на лактацијата трае 6 недели, тоа значи дека на почетокот треба секогаш да реагираме на потребата на бебето. Тоа е се уште многу мало, се уште не може да се прилагоди за многу кратко време да се најаде, дури и желудничето не му собира толку многу за да ние успееме да го нахраниме за краток временски период и да биде подолго време сито. Како изгледа секојдневието на една мајка доилка на почетокот? Ако реагираме на потребите на бебето, значи да доиме на негово барање, тоа значи дека во текот на денот доењето е многу често. И тоа е еден правилен пат за развој на лактацијата. Прво, бидејќи го следиме бебето и реагираме на неговата потреба, а второ, затоа што имаме често празнење на градата. Колку почесто ја празниме градата, толку побрзо градата добива сигнал дека треба да стимулира и да прави повеќе млеко. Значи, бенефитот од тоа е, прво имаме едно смирено бебе, а второ имаме стимулација кај мајката, што да речеме е малку напорно за мајките на почетокот, меѓутоа јас им викам бидете трпеливи и бидете упорни. Да, можеби е малце тежок овој период, првите 6 недели, дури кај некои мајки развојот на лактацијата трае и до 8-та недела, меѓутоа на крајот го имаме оној добар резултат и си продолжуваат да се уживаат во доењето, каде што веќе раздалечувањето на подоите е многу со поголем временски интервал. Меѓутоа бебињата стануваат поснажни, стабилизирана е лактацијата, тие добиваат малку повеќе сила, качуваат малку повеќе на килажа и некаде кон вториот месец веќе имаме цицање кое што трае многу кратко време и подолг период од едно до друго доење. Значи тој период треба да се издржи на почетокот? Треба да се издржи, да. А како изгледа доењето според часовник, односно со однапред утврден распоред? Доењето според часовник не можеме да го земеме како универзално правило кај сите мајки. Прво треба да видиме каков е индивидуалниот развој на лактацијата кај мајката. Многу често мајките со кои што работам ми викаат мене ме советуваа 15 минути на една града, 15 минути на друга града. Меѓутоа јас кога ќе го нахранам бебето 15 минути, потоа вика заспива и не можам да го разбудам. Кога сите тие параметри што треба да ги провериме, мерење на подој, мерење на прирастот во тежина кај бебето, ги задоволуваат основните критериуми, ќе видиме дека мајката со едната дојка го нахранува своето бебе за еден подој. И тука не можеме тоа правило да го земеме како универзално за сите. Значи има мајки кои што многу побрзо се развива лактацијата, има мајки кои што треба подолг временски период да се развие лактацијата. Тоа значи дека треба индивидуално да се работи со секоја, затоа што и секоја мајка и бебе се индивидуален доенечки пар. Доење на часовник исто не можеме да го земеме како правило, затоа што ако во просек треба да имаат 8 до 12 подои, новороденчињата имаат и до 18 подои. Значи, они ги спојуваат подоите. Ке цицне малку, па ке заспие, па ке цицне малку, па ке заспие. Ако е тоа гладно, ние не можеме да му речеме 2 часа треба да чекаш за до наредниот подој. Значи, треба да реагираме на неговите знаци на глад и треба да реагираме на неговата потреба. И затоа е подобро уште од самото раѓање во родилиштата бебињата да престојуваат во соба со мајките, за да можат мајките да реагираат уште од почетокот на нивните рани знаци на глад и да си го воспостават доењето многу порано и да се воспостави и да се стимулира градата и лактацијата уште веднаш после раѓањето. А како изгледаат знаците на глад кај мало, здраво, доносено бебе? Кај мало здраво доносено бебе, знаците на глад изгледаат така што, ако, например, бебето е заспано, тоа почнува да мрда со очињата, почнува да мрда со главата и со устата и изгледа како да ја бара градата. Тоа се тие рани знаци на глад на кои што треба веднаш да го земеме и да му ја понудиме градата. Ако не изреагираме, значи тоа е некоја минутка, 2, 3, кога оно ни дава сигнал дека е гладно, ако не изреагираме на тие рани знаци на глад, тогаш веќе почнува да се вознемирува.
И таквото бебе многу потешко после тоа можеме да го ставиме на града. Ние се бориме, да речеме, со мајките, оно што мене искуството ми го кажува од оваа 3-годишна работа како консултант за доење, дека се бориме со атачментот на бебето на градата. Како правилно се поставува бебето на града. И сега некои мајки плитко поставуваат, некои се трудат длабоко да поставуваат. Многу голем проблем имаме со употреба на силиконските брадавици и кога ќе дојде до моментот да еве се тргнеме и да одиме природно, значи контактот мајката, бебето, градата без никакви аксесуари придружни, и тогаш викаме јас не можам никако да го ставам, плаче и вришти. Да, кога е веќе гладно, тоа сака веднаш да јаде. Ние тогаш не можеме да работиме со него. Меѓутоа, ако му ги фатиме раните знаци на глад и тука го направиме припојот на бебето со градата, тука веќе имаме многу поголем успех. Така и затоа вела дека најдобро е да не се чека 2 часа помеѓу подои, кај оние мајки жени што се одлучиле да дојат со однапред утврден распоред, бидејќи бебето почува да плаче, а кога ќе плаче понекога станува и уморно и не може да ја испразни дојката. Има ли вистина во тоа дека се уморуваат од плачење и потоа не може да Они цица? секако се уморуваат од плачење. Меѓутоа после се веќе и лути и ќе цицне неколку пати, ќе го засети гладот и пошто е уморно ќе заспие. Значи тука веќе немаме успешно доење, успешна доенечка сесија, бидејќи бебето не е уморно. Прво, дали ќе можеме воопшто да го наместиме на града? Тие се толку лути што едноставно колку и да пробуваш со некакви трикчиња, луто е, плаче, вришти, тука се вознемирува и мајката. Од друга страна бебето ја чувствува незината вознемиреност и тука имаме веќе еден проблем. Па ајде полека да се смириме, па ајде полека еден да го смири бебето, еден со мајката да поразговара, па повторно да ги споиме. Такво раздалечување на подоите и хранење, да речеме на некои 2, 2,5, 3 час, сами го прават бебињата. Меѓутоа тоа е некаде дури после вториот месец. Тоа е период кога малку растат, малку повеќе созреваат, добиваат во килажи и они самите подојот веќе трае пократко, количински е многу поголем и таа количина на млеко може да ги држи подолг временски период. И они самите значи веќе го одолговлекуваат времето на подојот. Ја затоа им викам, издржете на почетокот, после тоа ќе го видиме бенефитот од истото. И тука не можеме да направиме точно доење на часовник. Ако им речеме да дојат на 2 часа. Има бебиња кои што дојат на 3 часа, преубаво напредуваат. Имам едно бебе кое што цица на 5,5 часа, преубаво напредува. Значи тоа е 5,5 часа е долг временски период за едно бебе да не се храни. Меѓутоа преубаво напредува, дури и повеќе од просечното. И ние не можеме тоа бебе. Секако мајката ако го стави тоа ќе цисне 2-3 пати, градата му служи како утеха, ќе си поигра малце и толку. Значи не е успешна доенечка сесија, него е само емотивна поврзаност на мајката со бебето. А кои бебиња обично побрзо напредува? Дали оние што се дојат на барање или пак со однапред утврден распоред и се спомнувате, има примери каде што на 5 часа растојание добро напредуваат. Значи, тоа се можеме да го постигнеме после вториот месец. На почетокот ги следиме бебињата и доиме на потреба. Секако добро напредуваат. Значи секогаш на почеток се дои на барање на бебето. Секогаш се дои на барање на бебето. Затоа тој период ако го издржиме после тоа, дури и навечер, да. Дури и навечер, затоа што ако имаме некоја физиолошка жолтица присутна кај бебето и советот од педијатарот е да се тоа бебе буди и ноќе, тоа го слушаме, нели мораме да го испочитуваме затоа што тој подој ни е важен додека да таа физиолошка жолтица се стабилизира и тој билирубин вишок во крвта се намали. Меѓутоа, кога веќе ќе имаме едно бебе кое што добро напредува и ноќе врзува по 4 до 5 часа, тогаш веќе можеме да го оставиме бебето да спие. Мајките кои што имаат, да речеме, повеќе млеко, се уште лактација која што се уште не е стабилизирана, треба и градите да се навикнат дека тоа бебе сега ноќта 4 сати нема да цица. Значи тоа е период на процес на развој, не можеме ние преку ноќ одма да смениме. Сега бебево ни спиело 4 сати, сега и мајка веќе спи. Има мајки кои што стануваат во тие 4 часа малку да ја улеснат градата, додека градата да добие сигнал дека не треба да прави млеко во тој период од денот. И после тоа си продолжуваат со дневните подои. Има бебиња кои што спијат и по 12 часа, во 8 часот на вечер заспиваат, до 6 до 8 са бајле спие на доење и одлично напредуваат. Меѓутоа за се тоа можеме да разговараме после месец и пол, 2 возраст на бебето. На почетокот гледаме да ги доиме што е можно почесто, на нивно барање, бидејќи на вистина бараат. А многу е мал процентот на мајките кај кои што лактацијата убаво се воспоставува во првите 2 до 3 недели и тука веќе самото бебе си го прави раздалечувањето на подоите. Не се толку чести, него веќе имаме некаков распоред 2-2,5 часа. Но бидејќи искуството ми покажа дека потешко и потешко оди и дека им треба помош и поддршка на мајките,
навистина треба да знаат дека мора да го издржат тој период, иако за нив изгледа можеби малце чудно. Дела цело време Добивам бебето чувство е на дека дојка. цел ден ми е градата, дека цел ден е бебето на града. Да, точно, и всушност така треба да биде. Значи така треба да биде. Така Тоа треба да знаеме, биде. тоа е многу Они важно. имаат многу мали желудничиња, желудникот нив ни расте во првиот месец, значи од големина на цреша, големина на орев, кај си е јајце, согласно тоа се зголемува и потребата за бебето за еден подој. Како што се зголемува желудничето на бебето и неговата потреба, така имаме и развој на лактацијата. Во првите 24 до 48 часа го имаме колострумот кој што се лачи во многу мали количини, од 2 до 10 мл, всушност оноку колку што му собира желудничето на бебето. После 7 до 9 ден го имаме првиот бран на зрело млеко, каде што веќе имаме поголема количина на млеко. И после 21 ден имаме нов бран на зрело млеко. Значи тоа е еден постепен развој согласно со физиологијата, растот на бебето. Тоа е мајка природа, поврзаност со мајката со бебето. Споменавте дека минимална количина всушност на млеко ги задоволува потребите на бебето поради големината на желудникот, но многу мајки си сплашени на почетокот кога дојат дека нивното бебе е гладно. Понекогаш поради предпазливост се одлучуваат да дадат после подојот шишенце со адаптирано млеко. Ризик ли е тоа да се одбие бебето од сицање? Ризик е да не се развие лактацијата онога како што треба. Многу често добиваат препораки за додавање на адаптирано млеко. Во тој дел не би сакала да навлегувам. Јас сепак ги охрабрувам да нивната самодоверба си малце подкренат и едноставно да се посветат на доењето. Ке го видат резултатот после 7-10 дена, 14 дена, отприлика околу втората недела е оној кризниот период кога треба да се надмине, за да можеме да издржиме без да додадеме дохрана. Пак ќе кажам, можеби ќе биде напорно, меѓутоа ако тука издржиме и не додадеме дохрана, тогаш понатаму нема да имаме никаков сомнеш и ќе си продолжиме успешно со доењето. Сега, за тој период да го издржат им треба помош и поддршка. Значи, дали со консултант за доење. Еве јас работам во ординација по педиатрија со доктор Драгана. Ние пациентите кои што доаѓаат кај нас во ординација и мајките кои што сакаат да дојат, значи ги викаме на почести контроли и мерења чисто за нивната самодоверба да можеме малце да ја подкренеме, да видат дека и со доење и со таа количина на млеко што ја имаат е сосема доволно за раст и развој на нивното бебенце. Не се оди против тоа да ако навистина нема не се додаде. Меѓутоа ако треба да се додава, одбираме да се додаде со алтернативни методи со хранење. Што тоа значи? Тоа значи да се додава, да не се користи шишенце, да. Шишенцето е најголем непријател на доењето. Зошто? Затоа што со шишето они многу лесно се хранат и го прифаќаат како начин на хранење многу полесно за разлика од тоа што треба да го прават на градата. За да ние не им го нарушиме тој природен условен рефлекс за цицање, вроден рефлекс за цицање, избираме алтернативни методи на хранење. Дали со лажиче, дали со чашка, дали со шприц, дали со систем за релактација. Еве веднаш ќе ве прекина мајките велат ќе го засркнам бебето ако му дадам со шприц или ако му дадам од чаша, може да се засркне и со шишенце. Знаете зошто? Затоа што шишенцето кога овако е устичката на бебето и ако го ставиме шишенцето во устата на бебето, значи одоздола притиска јазикот, одозгора притиска тврдото непце, го стиска силиконот и млекото директно оди во хранопроводот. Значи тука нема контрола. А со шприц може мајката помалку да капнува. Со лажиче исто така. Има соодветни положби како да се постави бебето при додавање со чашка, со лажиче или со шприц, за да биде мајката сигурно дека бебето не може да се загуши. Инаку да, тој страф е присутен, меѓутоа многу мајки кога ќе видат во родилиште како се додава со шприц, се охрабруваат и го продолжуваат тој чекор и дома. Па дури и ако треба да се додава адаптирано млеко помалку, додаваат со шприц или ако да речем имаме бебе кое што ние се уште со физиолошка жолтица, па ние треба малце да го подбутнеме тој дел во однос на доењето, се измолзуваат, го ставаат прво бебето до цица, па потоа додаваат мајчино млеко. Да, измолзано мајчино млеко со лажица или со шприц. Јас на часовите за психофизичка подготовка за трудници што ги одржувам, секогаш кога е темата доење им праќам неколку видеа, значи тоа се видеа од странски клиники, родилишта, каде што се додава со чашка. Да видат дека може бебето да пие со чашка. Да, пие чашка, што на самиот почеток, што е неверојатно. Може да пие со чашка и обично колострумот го собираат или во лажиче го додаваат во лажиче, или го додаваат со чашка, доколку е спречена мајката да дои. Значи тоа е такво нешто во клиниките се превзема ако мајката е спречена да дои од одредени причини се они раздвоени.
Јас сам да ги повикам и гледачите да се вклучат во денешната емисија во магазинот за родителство 0 плюс месеци со нивни прашања на телефонскиот број 02307677. Јасна Апостолски Николов, сертифициран меѓународен консултант за доење, е гостинка во студиото на Телма. Со неја разговараме за најчестите дилеми поврзани со доењето, дали да се дои на барање на бебе или пак според строго утврден распоред, е темата која што ќе провејува во денешната емисија, но секако ќе опфатиме и многу други аспекти кои што се проблематични, доведуваат до тоа жената да се откаже од доење. Споменавте дека некогаш бебињата се многу поспани на самиот почеток, па како мајката да го разбуди бебето за да почне да цица? Со голема упорност. Поспани се само ако имаат физиолошка жолтица. И тоа е првите неколку дена, додека таа физиолошка жолтица нели помине. Може да го расоблечат, можат малку да го измијат со ладна вода, можат со влажни марамици. Има мајки кои што се толку упорни да скроз голи ги соблекуваат и оставаат само по памперс пелена и ставаат на градата да цицаат, па прават компресии на градата, бидејќи бебињата реагираат на млазот, така успеваат барем малку од малку да ги подразбудат. Доволно е само да го расуниш, после тоа веќе самото ќе почне да се цица. Кога станува збор за поспаност како резултат на физиолошка жолтица, тука мора да се многу упорни. И мора да имаме, тие бебиња спијат, да, навистина, можеби и повеќе од 2,5-3 часа, 4 часа. Меѓутоа, тука е советот, каде што треба редовно да се будат почесто, за да може побрзо да се елиминира тој билирубин и да бебето си стане малце побудно и поактивно за време на цицање. Кога зборуваме за начинот на доење, понекогаш мајките велат дека не дојат пречесто на барање, бидејќи дојките им се празни, чека дојката да се наполни, да имаат млеко, за да има бебето што да исцица. Грешат ли? Колку почесто се празни градата, толку побрзо се создава млеко. Значи, ние кога ќе оставиме бебето да цица, кога ќе си го исцица на млеко кое што е градата го создала за тој подој, веднаш се праќа сигнал да се создава ново млеко. Значи, општото правило е почесто празнење, побрза стимулација. Ако ние не ја празниме градата, тогаш градата добива сигнал дека не треба да прави млеко. Токму затоа употребата на адаптираното млеко во првите денови нас ни прави одложување на процесот на лактација. Затоа што ние кога ќе додадеме адаптирано млеко, бебињата се мирни 3 часа. Во тие 3 часа едно новороденче 3 до 4 пати ќе цица. И тука имаме почесто празнење на градата кое што добива стимулација за повеќе млеко. А ако го одложуваме процесот, он добива сигнал дека треба на тој временски интервал да создава млеко. И затоа не треба никогаш часовникот да се гледа, поготово не во првите месец и пол, 2, кога е процес на развој на лактација. Не треба да чекаме ние градата да се наполни. Градата, бебето е стимулаторот на градата. Значи, како ќе повлече неколку пати, побарувачка, понуда. Значи, колку ќе и побараме, на толку ќе ни даде. Како ќе почне бебето да цица, се активира рефлексот на изфрлање на млеко и почнува млазот на млекце, кое што всушност нели го примамува бебето да се поактивно и поактивно почнува да цица. Некои жени имаат многу силен млаз на млеко на самиот почеток. Како да го решат тој проблем? Да, тоа е проблем затоа што бебињата не можат се уште да се справат со тој млаз, дури и поголеми бебиња. Значи, сум имала и мајки на 3-4 месечна возраст, каде што веќе лактацијата убаво е развиена и преголем е млазот на почетокот. Советот е да пред да го стават бебето на града, малку да се одмолзат. Неколку млазови, значи тие првите јаките млазови да ги одмолзат и после тоа да си го стават бебето на града. Исто така некои жени кога ќе се одмолзат, кога ќе се издојат, можат да забележат дека излегува воденеста течност. И велат, јас имам вода, немам млеко. Што велите за тоа? Бојата на млекото се менува согласно составот. Како што составот на млекото се прилагодува согласно возраста на бебето. Да речеме, градата произведува млеко со еден состав кога станува збор за предвремено родени бебиња, со друг состав за термински родени бебиња. Како расте бебето, така и составот на мајчиното млеко се менува. Во првите 6 месеци се доминантни градивните елементи, протеините, јаглехидратите и мастите, бидејќи тогаш му треба на бебето нели прираст во тежина, раст и развој и она што ќе ги задоволи. Покрај сите други состојки кои што ги има мајчиното млеко и кои што, да речеме, дел од нив се универзални и не можат да се произведат во формулата, универзално е дека во првите 6 месеци имаме еден состав.
Исто така составот се менува и во текот на подојот. Значи на почетокот доминираат протеините и аглехидратите, во текот на подојот кон крајот на подојот доминираат мастите. После тоа, после 6-месечната возраст, повеќе доминираат имунолошките фактори отколку градивните елементи, бидејќи тоа бебе веќе почнува да јаде комплементарна исхрана, значи веќе почнуваме со додатоци со храна. Нема поделба на јако и слабо млеко. Имаме различна боја заради составот и тоа е сосема нормално. Значи, првото мајчино млеко колострумот е со златно-жолта боја, па преодното зрело млеко и зрелото млеко имаат бледа бела боја и нормално после годината кога ќе се издојат има како многу светло сива нијанса. Тоа е затоа што тука веќе доминираат имунолошките фактори. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. Доење на барање или според строг распоред? Тоа е прашањето кое што денеска ни го одговара Јасна Апостолски Николов, сертифициран меѓународен консултант за доење. Јасна, се случува некогаш бебињата да имат убаво воспоставен процес на доење и одеднаш да почнат да одбиваат да го прават тоа. Зашто се работи? Дали се тоа скокови во развој или едноставно бебето одеднаш одбива да цица и сака да премине на шишенце? Ако сме немале употреба на шишенце, тогаш причината најчесто се скоковите во развој. Значи, токму така како што спомена, имаме една убава доенечка приказна и одеднаш на некаде најчесто се случува 3-месечна возраст, кога се појавува четвртиот скок во развој кој што е најкритичен во однос на доењето, тоа е помеѓу 11-та и 12-та недела возраст на бебето. Почнуваме да имаме едно бебе кое што сме го немале претходно, бебе кое што одбива да цица и цица само ноќе или ако го мајката успее да го фати да е полузаспано, нерасонето, така во некоја полудремка. Тоа е дефинитивно реакција на скокот во развој. Нивната реакција во однос на доењето е или барат многу често да се награда, што секако мајките ги наведува да помислат дека немаат млеко, или да одбиваат да цицаат преку ден и цицаат само преку ноќ, па преку ден успеваме некако на полузаспани 2-3 пати некако да ги надојат мајките. Меѓутоа, тоа што се случува е многу нагло. Значи, одеднаш имаме пресек, почнува скокот, одеднаш имаме пресек и одеднаш имаме ново бебе, што секако е загрижувачки за секоја мајка. Да, бидејќи не се храни. Точно, може би претходно спиело повеќе часови во текот на ноќта, сега цица повеќе пати во текот на ноќта, меѓутоа тоа што го немаме цицањето преку ден е она кое што ги загрижува на мајките. И едната и другата нивна реакција ги тера да помислат дека немаат млеко. Кога малце ќе подобјасниме за скоковите во развој и дека тоа е период кој што треба да се надмине, тогаш веќе они малку се смируваат. Па имаме почесто мерење на телесната тежина за да видат дека сепак ноќните подои го надополнуваат вкупниот волумен во текот на денот и дека бебето се уште добро си напредува, па малце од малце нивната воземиреност стишува и после тоа си продолжуваат да го менаџираат доењето така тој период. Тој скок е најкритичен. Тука ако успееме да го поминеме без при тоа да се откажеме и да додадеме дохрана, тогаш понатаму нема да имаме никаков проблем. Јас сум имала едно бебе кое што никако не можевме да го вратиме на града. Тоа беше многу страшно вознемирувачки за мајката. Дури и јас кога плачеше, јас плачев со нејза, затоа што едноставно не се доближуваше до градата. Значи, само позицијата кога ќе го земеше да го доближи, тука веќе почнуваше да вришти. Но ке циташе без проблем, меѓутоа денски не можеше никако да го нахрани. Го решивте проблемот? Не го решивме проблемот, затоа што успеавме некако месец дена да издржиме со преку ден измолзување додавање со шишенце, но ке цицање без проблем, меѓутоа стресот кај мајката веќе се манифестираше да почна полека продукцијата на млеко да се намалува. Иако стресот влијае на изфрлање на рефлексот на испуштање на млекцето, кај нејзе се одрази многу. Докај 6 месеци одржавме некако и после тоа веќе поминаа на храна и на додатоци со адаптирано млеко. Тоа беше едно бебе во сигурно преку 500-600 мајки со кои што сум работела, во главном со другите сме успеале да го надминеме тој критичен период. Тука се тие два скока бидејќи траат временски многу. Имаме ние десетина скокови во првите 2 години, меѓутоа овие два се најкритични во однос на доењето. И само треба посмирено да пристапуваат.
да користат, што викам јас, трикови како да го нахранат преку ден, она што советуваат експертите и консултантите за доење, да си ги дојат повеќе преку ноќ. Тоа не значи дека тоа бебе нема да спие веќе понатаму и да врзува повеќе часови преку ноќ. Значи повторно ќе си го имаме ние старото бебе кога ќе го надминеме тој скок во развој и да бидат само многу смирени и трпеливи. И нормално, секогаш ги смирува нивниот напредок. Значи почесто мерење, во тој месец еве 2 пати да се измери, па дури некогаш и 3 пати се мерат, иако не секогаш мерењето на бебето на вага ни е нас показател за тоа колку мајката има млеко. Значи си има многу други параметри кои што се контролираат и нормално секогаш во согласно со преглед од педијатарот. Е доволно, не е доволно, треба, не треба и така натаму. Еве јас уште еднаш ќе го повторам телефонскиот број, бидејќи ми е наведен екранот 02-3076-617, доколку некој има некакво прашање поврзано со денешната тема, слободно може да се вклучи во програма. Се случува некогаш бебињата да одбираат да цицат и само од една дојка. Што пак да прават мајките во тие моменти? Ако имаме добра лактација во двете дојки, многу често фаворизираат една дојка секогаш, бидејќи едната града прави повеќе млеко од другата града. И мајките и кога ќе се погледнат на огледало, дојките им изгледаат едната поголема, едната помала. Тоа е сосема нормално и физиолошки. И бебињата секогаш ќе фаворизираат таа града која што им дава повеќе млекце. И сега да речеме, ако ја одбиваат другата града, ние не можеме да ја запоставиме другата града, ниту пак да ја советуваме мајката да се измолзува, затоа што тоа е веќе дополнителна обврска за нејза. Значи доењето треба да биде уживање, да гледаме колку што можеме сите обврски да ги минимализираме. Тогаш можеме во истата положба како што си е на таа града која што си е сака да си го поместиме само на другата града, и тоа многу често не успева затоа што значи во истата положба, да не се заврти, туку да, само да се излизга. Да. И така продолжуваат да си ја цицаат и таа града. Да. И веќе многу често се случува да речеме и тоа е обично во првите 2 месеци. Дали заради положбата која што имало во стомакот, па главчето било повеќе на десно, па ја сака повеќе оваа града, па кога ќе освртиш ти на обратната страна, го нервира, па не сака. Тука треба тој менеджмент да се направи за да може да се цица од двете гради. Не да биде едната примарна, а другата да ја запоставуваме и треба мајката да се одмозува додека да бебето ја засака. Не, моментално да го решиме проблемот за да ја улесниме на нејзе. Тука сега ќе погледнеме и неколку примери зошто мајките најчесто се откажуваат од доење. Може го погледнеме телопот. Еве веднаш да ги искоментираме. Значи заблуди поради кои мајките се откажуваат од доење се: дојките ми се меки, значи дека се празни. Бебето многу често се буди навечер, немам доволно млеко. Бебето плаче после подој, бебето често цица или доењето трае долго. Кога издојувам млеко, односно измолзувам, тоа е половина од потребната количина за оброк и бебето сака шише после подојот. Јас на сега засебно ќе коментираме дел од ова и објаснивте. Еве ќе почнеме од првото. Дојките ми се меки, значи дека се празни. Тоа многу често ги збунува. Голем стрес кај жените, бидејќи на почетокот се тврди дојките, одеднаш стануваат меки, се убедени дека немаат млеко. Затоа што особено кај првородките, бидејќи на почетокот имаме развојна лактација, се уште каналчињата не се приспособени да ја прифатат таа количина на млеко, па некогаш имаме застој, некогаш имаме грудки, преполнетост на градите и така натаму, и тоа сето тоа трае периодот додека се развива лактацијата. Кај некои мајки се стабилизираат втората, третата, четвртата недела, кај некои подолго. Меѓутоа, се додека трае тој период на развојна лактација, многу често се соочуваат со вакви ситуации. Преполнети гради, потврди гради, грудка на градите и така натаму. Но кога веќе тој процес ќе се стабилизира, тоа е некаде после 2-месечна возраст на бебето, дојките си се сосема нормални и они веќе се во паника. Немам млеко, меки ми се градите. И тука се објаснуваме дека тоа е сосема нормално, дека такви треба да бидат, дека ако во текот на целото доење ние постојано имаме проблем со преполнетост, мезатнување на млечни канали, застој или блистери, па тогаш би било нонстоп да треба да работиме. Тогаш нема да биде уживање доењето. Поддршката секогаш е потребна најмногу на почетокот. Понатаму има, се случуваат одредени проблемчиња, меѓутоа тоа е веќе нешто кое што многу побрзо се надминува. Така да меките гради не значат дека нема млеко. Имаме гледач, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Вака. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме во програма сте. Поздрав до двете. Благодарам. Вака, јас имав
Значи еден куп перипети со дури воспоставивме лактација, веќе од втора, трета недела почна бебето да цица, сега веќе е 10 недели, а полека го изфрлавме адаптираното млеко и сега веќе останавме на шишенце до 2 во текот на денот, обично прик вечер и навечер во вечерните часови после цицање ми плачи. И тогаш и давам од прилика, значи скупно во денот, ако имаме 100 до 150 милилитри млеко, 2 шишенца од прилика, дали може тоа да се испарди, да ставам почесто наградам, а некако ми се нервира, не знам што да направам. Дали можете да ги отстраните и тие 2 шишенца адаптирано млеко и да преминете целосно на доење? Рековте 10 недели, ако не се лажеме, вашето бебе. Ви благодарам за вклучувањето. Еве уште едно убаво прашање од гледачка, што велите за оваа ситуација? Значи секако дека би можело, затоа што тоа е многу мала количина на адаптирано млеко кое што многу лесно можеме да го надминеме. Дури можеби и мајката и во моментот нема потреба да го додава, меѓутоа не е сигурна, сепак има некои дилеми, дали треба или не треба. Во тој случај се работи на малце развој на лактацијата, значи нешто да се додаде, дали некои галактогоги, некои чајчиња кои што ги имаме како суплементи ние овде на располагање, малку почесто цицање на бебето или измолзување во текот на попладневниот период и вечерните часови кога она осеќа потреба дека треба да додаде адаптирано млеко. Така што малку поголема упорност од нејзина страна првите неколку денови, па се трга едното, па понатаму се трга другото, секако се следи прирастот на бебето во тежина и тука веќе се утврдува дали има потреба или нема потреба на вистина од тоа адаптирано млеко. Тука има и нејзиното прашање е поврзано, мислам дека и со едно од прашањата што ги Значи имаме тука бебето сака шише после подојот. Ето, тоа е тоа, да. Имаме доста заблуди кои што ќе треба да ги разјасниме, но имаме малку време. Еве сега се обидувам да направам една брза селекција. Бебето многу често се буди навечер, немам доволно млеко. Тоа не мора да значи дека е заради тоа што мајката нема доволно млеко, значи они многу често се будат во периодите на скоковите во развој, па се будат понатаму кога им растат запчињата, па се будат можеби затоа што им е топло, па се будат затоа што можеби им треба близината на мајката, значи има и други причини заради кои што може да се разбудат. Има и други причини заради кои што може да плачат. Не секогаш плачот на бебето значи глад. А ако бебето плаче после секој подој? Тоа треба да се види. Тоа е веќе индивидуален пристап, да се измери еден подој, да се следи прирастот, да се види претходниот прираст, да се следи прирастот во наредните денови, па да се утврди исто така се следи како бебето, колку моча бебето, че дали ги имаме основните критериуми. Значи искакани пелени. Така, 5 до 6 мокри пелени, златно-жолта боја на какашката и после тоа веќе да почнеме да работиме и да видиме дали навистина тоа бебе му фали малку млекце или едноставно си плаче, можеби затоа што има грчеви или затоа што сака малку да го прошетаат, некогаш плачат и зашто им е досадно, че има и други причини зашто плачат. Не секогаш значи дека се глад, а она што најмногу го размислуваат мајките е гладно и одма се додава шишенцето со адаптирано млеко. Подобро да го стават, претпоставам, во таа ситуација на дојка, да се смири. Да. Поготово во првите 6 до 8 недели. Бебето често цица или доењето трае долго, тоа го појаснивте во неколку наврати во денешната емисија. Ова е интересно. Кога издојувам млеко, кога измолзувам, тоа е половина од потребната количина за оброк. Или пак ќе се обида да издојат млеко и ќе добијат неколку десетина милилитри, 5 милилитри и ќе речат јас немам млеко. И издојувањето и тоа колку количина на млеко имаме во пумпата не е показател колку млеко произведува градата. Затоа што има гради кои што не реагираат на пумпа. Значи јас имам мајки кои што имаат секакви пумпи, и рачни, и електрични, и болнички, и пробуваат да измолзат, градата не дава ни 2 капки млекце. Рачно измолзуваат по 100 милилитри, бебето цица 120 милилитри. Значи пумпата ни е нас аксесуар кој што можеби на почетокот ќе ни треба за стимулација. Не е задолжително дека мора да ја имаме. Значи има моменти кога да, мораме да имаме пумпа, најчесто кај превремено родените бебиња кога ни треба за стимулација, а ако сака мајката да види колку бебето цица, и се измолзува и врз основа на тоа утврдува проценува, дали има млеко или не. Тоа не е правилно, затоа што бебето секогаш истицува многу повеќе и бебињата се секогаш најдобра пумпа и најдобар начин за решавање на преполнетост на градите и кога имаме застојни гради, значи секогаш решение ни е прв избор ни е цицање на бебето.
Тоа не е секогаш решение. И никогаш не треба да се раководат по пумпата и според тоа колку измолзуваат. Исто уште една грешка што ја прават. Од каде мајката знае колку треба да цица за тој подој? Тоа е првата работа. Втората работа, бебињата во текот на денот имаат различна количина на исцицано млеко за време на секој подој. На сабајле кога се пополни градите, цицаат многу повеќе, во текот на денот го намалуваат, меѓутоа вкупниот волумен од 24 часа ги задоволува нивните потреби за раст и развој. Така што не можат они самите да утврдат колку млеко имаат и дали тоа му е доволно, ниту да споредуваат со тоа што е напишано на кутиите за адаптирано млеко. Тоа е сосема друг распоред на хранење, доењето е сосема друг начин и распоред на хранење. Не треба да се споредуваат. Никогаш. Јас ви благодарам што бевте денешна гостинка во 0N+. Се гледаме последната сезона емисии, бидејќи денешното издание на 0N+ ќе биде последно во оваа сезона и секако и понатаму да разјасните многу дилеми поврзани со доењето, бидејќи тие се најчестата пречка кон успешниот доенечки став. Точно. Ти благодарам, Марија, за поканата. Темата е неисцрпна, има многу подтеми. Кога и да имате потреба, слободно ќе ме повара. Денешна гостинка ни беше Јасна Апостолски Николов, сертифициран меѓународен консултант за доење. Ви благодарам за вниманието со кое што го следевте магазинот за родителство 0N+. Имете пријатен ден.